Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, во денешната епизода ќе почнеме со проучување на последната глава од првото послание до црквата во Солун. Во мојата поделба на ова послание, на оваа глава и го имам дадено насловот Христијанското поведение во светло на Христовото враќање. Во претходната епизода зборувавме за тоа како тој настан од иднината треба да ја разгорува нашата надеж и да ни дава утеха, но тоа не е нешто само на кое треба да се надеваме, туку и средба за која е добро да се подготвиме. Во првите 10 стихови од оваа глава, апостолот Павле не потикнува да бидеме будни и трезвени за Христовото доаѓање. Да почнеме со читање на текстот. Ако имате Библија со себе, би ве охрабрил да читате заедно со мене. Стих 1. А за времињата и часовите, браќа, нема потреба да ви се пишува. Во тоа време, како и во изминатите 20 векови, некои христијани се обидувале да пресметаат или да погодат кога Господ Исус ќе се врати. На таквите Павле им вели: тоа е тема за која навистина нема потреба да се пишува. Знаете ли зошто? Бидејќи никој не може да знае кога Господ Исус ќе се врати. Самиот тој го има тоа кажано. Стих 2. Бидејќи вие самите многу добро знаете, денот Господов ќе дојде како крадец во ноќно време. Тоа е она кое треба да го знаеме за враќањето на Господ Исус, дека ќе биде ненадејно, односно не можеме да знаеме кога ќе се случи. Споредбата на Павле со крадец во ноќта е навистина интересна, но верувам дека има причина зошто го споредува тој ден со крадец во ноќта и мислам дека тоа не се однесува на верниците, туку на луѓето од светот. Стих 3. И додека уште велат мир и безбедност, тогаш ненадејно ќе ги снајде пропаст и не ќе можат да избегнат. Ова значи дека кога ќе дојде времето Господ Исус повторно да се врати, луѓето од светот ќе мислат дека се е во ред, дека се безбедни и ништо ненадејно или неочекувано не може да им се случи. Но токму тогаш, кога ќе помислат дека се безбедни и можеби ќе владее некаква благосостојба во светот, Господ Исус ќе се врати, а Павле вели ќе ги снајде пропаст. Кого ќе го снајде пропаст? Оние кои не веруваат во Господ Исус, кои не живеат според неговите зборови. За таквите тој ќе се врати како судија, а за оние кои му веруваат ќе се врати како спасител. Дозволете ми да ви прочитам неколку старозаветни пророштва во однос на тој ден кој е наречен Господовиот ден. Во Исаија, глава 13, стихови 9 до 10, пишува: Ете, денот Господов доаѓа лут, со гнев и со пламната јарост, за да ја претвори земјата во пустина и да ги истреби од неа грешниците неизини. Звездите небески и светилата нема да даваат од себе си светлина, сонцето ќе се замрачува при изгревањето свое, и месечината нема да свети со светлината своја. Во книга на пророк Јоил, глава 1, стих 15, читаме: Страшен ден, зашто денот Господов е близу и ќе дојде како запустување од Сесилниот. Во истата книга, глава 2, стихови 1 и 2, пишува: Зашто доаѓа денот Господов, близу е денот на темнина и мрак, денот облачен и црн, како зората се шири по горите многуброен народ, и силен каков што немало од векот и каков што не ќе има потоа од род во род. Мое лично убедување е дека пред да дојдат казните и големите страдања во овој свет, Господ Исус ќе ја земе црквата кај себе, што значи дека верниците нема да ги искусат овие казни и страдања. Знам дека некои луѓе веруваат поинаку по однос на ова прашање, но нема да навлегувам во аргументите во оваа програма.
Забележете што вели апостолот Павле во следните 2 стихови. Но вие, браќа, не сте во темнина, та денот да може да ве затече како крадец. Бидејќи сите вие сте синови на светлината и синови на денот, ние не сме синови на ноќта, ниту на темнината. Врз основа на овие стихови кои досега ги прочитавме, можам да дојдам до следниот заклучок. Господовиот ден ќе биде како крадец во ноќта за оние кои не веруваат во него. Но, оние кои веруваат во Господ нема да бидат неподготвени, затоа што таквите луѓе постојано живеат како синови на светлината и со тоа во секое време ќе бидат подготвени да се сретнат со него. Господовиот ден ќе биде ден за спасение на верните, но и ден за гнев и суд на неверните. Иако тогаш неверните ќе мислат дека уживаат во мир, безбедност и благосостојба, токму во тој период ќе се соочат со најголемата опасност. Тоа нема да биде опасност од војни, туку опасноста од Господовиот суд. Апостолот Павле како да вели: но ние не живееме во темнина, затоа за нас тоа нема да биде изненадување. Значи, да заклучиме што се кажавме досега. Еден ден Господ Исус повторно ќе дојде на оваа земја. При тоа негово доаѓање прво ќе воскреснат упокоените верници, а потоа живите ќе бидат грабнати да се сретнат со својот Спасител и ќе им се дадат нови тела. Тој ден не знаеме кога ќе дојде, но оние кои чекорат по Божиот пат не мора да се грижат, бидејќи тие секако одат во светлина и ќе бидат подготвени за средбата со Господ Исус. Што се однесува до другите луѓе, оние кои не веруваат во него, за нив таа посета ќе биде како посетата на крадецот во ноќта. Ќе бидат изненадени и неподготвени. Стих 6. И така, да не спиеме како и другите, туку да бидеме будни и трезни. Ова е важен совет во светло на второто Исусово доаѓање. Ако сакаме да бидеме подготвени за тој момент, треба да не бидеме духовно заспани како другите, туку постојано да сме будни и трезни. Заспани христијани се оние кои не се грижат за исполнувањето на Божјата волја. Тие не го читаат Светото писмо, не се молат, не посетуваат црковни собирања, не се ни обидуваат да ја живеат верата во секојдневието. Тие луѓе се многу слични како оние од светот. Затоа Павле ни вели дека не смееме да си дозволиме така да живееме. Господовиот ден може да дојде во секој момент. Дали сте вие христијанин кој е заспан? Ако сте во некој длабок духовен сон, мислам дека денес е денот кога треба да се разбудите. Денес е денот кога треба повторно сериозно да почнете да чекорите по Божиот пат. И тоа не го велам само за да бидете подготвени за второто Христово доаѓање, туку на своја кожа да ги искусите благословите од блиското заедништво со Господ Исус. Да не спиеме како другите, туку ајде да бидеме будни и трезни. Интересен е изборот трезни кој апостолот Павле го користи во овој стих. Кога ќе се спомне тој избор, луѓето најчесто мислат на човек кој не пие алкохолни пијалоци. Но, луѓето може да се опијат и од многу други нешта во овој свет, како на пример моќ, материјализам, хедонизам и слично. Ние како христијани сме повикани да бидеме трезни од се што може да влијае на нашето расудување и состојбата на нашите души. Во следниот стих, Павле продолжува да ни дава уште совети за тоа какво треба да е нашето поведение во светло на Исусовото доаѓање. Стихови 7 и 8. Зашто оние што спијат, но ќе спијат, и оние што се опиваат, но ќе се опиваат, ние пак, како синови на денот, да бидеме трезни и облечени во оклопот на верата и љубовта и шлемот на надежта за спасение. Децата на светлината не смеат да се опиваат,
Не само од алкохол, туку од било какви идеологии, филозофии и нешта кои ќе им го поматат разумот и способноста духовно да расудуваат. Во оваа глава апостолот Павле прави многу јасно разграничување помеѓу христијаните и нехристијаните, односно помеѓу децата на светлината и децата на темнината. Од неговите зборови треба да ни биде јасно дека оние кои му припаѓаат на Господ Исус треба да живеат според сосема поинаков духовен и морален стандард од оние кои не го следат Господовиот пат. Мора да има разлика помеѓу верните и неверните. За жал, тоа не е секогаш случајот, бидејќи оние кои го исповедаат Господ Исус некогаш се подчинуваат на стандардите и вредностите на овој свет. Во стих 8 Павле не повикува да бидеме трезни, но и на себе да го имаме оклопот на верата и љубовта. Се чини дека преку овие зборови апостолот сака да сватиме дека ние христијаните сме на должност и затоа не споредува со војници. Кога војникот е на должност, од него се очекува да биде трезен, но исто така и целосно опремен. Од нас денес се очекува да бидеме трезни од какви било погрешни учења, но и опремени со верата и љубовта. Како што на војникот му е потребно на себе да има оклоп, кој ги заштитува неговите витални органи, така верникот преку верата и љубовта може во секое време да го запази своето срце од лагите на сатаната и лагите на овој свет. Но, како што секој војник треба да ја заштитува и својата глава, така верникот треба на себе да го има и шлемот на спасението. Патем се надевам дека забележавте како во стих 8 апостолот Павле повторно ги користи зборовите вера, љубов и надеж. Некои од вас ќе се сетат дека истите овие зборови беа употребени веќе 2 пати во ова послание, како и во глава 13 од првото послание до црквата во Солун. Во ова послание досега Павле пишуваше за трудот на љубовта, делото на верата и трпението на надежта. А сега вели дека на себе треба да ги имаме овие 3 духовни квалитети и доблести – вера, љубов и надеж. Во Новиот Завет се вели дека без вера е невозможно да му угодиме на Бог. А целото Свето писмо не учи дека само преку вера ние можеме да чекориме по Господовиот пат. Но, каква е ползата да имаме вера ако немаме љубов? Ако ние само исповедаме дека веруваме во Господ Исус, а нашата вера не ја покажеме на дело преку љубовта кон другите луѓе, тогаш таа вера е мртва. Затоа Светото писмо не учи дека спасоносната вера е делотворна вера. Но не треба да ја заборавиме и надежта, која со цврста увереност чека да се исполнат сите Божји ветувања. За христијанинот е буквално невозможно да живее без верата, без љубовта и надежта. Овие 3 доблести или духовни квалитети се наоѓаат во суштината на христијанството. Стих 9. Зашто Бог не определи не за гнев, туку да добиеме спасение преку нашиот Господ Исус Христос. Кога Господ Исус ќе се врати на оваа земја, некои луѓе ќе се соочат со неговиот гнев, а некои ќе бидат спасени. Оние кои не поверувале во него ќе се соочат со неговиот гнев, а оние кои верно чекореле по неговиот пат ќе бидат спасени. Прашањето кое денес го имам за вас е следното. Во која група на луѓе ќе се најдете вие? Оние кои ќе бидат судени или оние кои ќе бидат спасени? Време е да ги преиспитате своите животи и да одговорите на ова прашање. Ако се уште не сте поверувале во Господ Исус, ако се уште не сте тргнале по неговиот пат, денес е денот кога можете да го направите тоа. Без разлика какво е вашето минато, без разлика колку многу гревови сте правеле, без разлика која е вашата возраст, професија, пол,
животна приказна. Господ Исус сака да тргнете по неговиот пат и да ве спаси. Стих 10. Кој умре за нас, та ние да живееме заедно со него, било кога сме будни или кога спиеме. Во овој стих има интересна игра на зборови. Апостолот Павле вели дека Господ Исус умре за нас, за ние да живееме со него. Ова е суштината на христијанскиот живот, да живееме со Христос, односно да чекориме заедно со него по неговиот пат. Павле исто така вели дека било да сме будни или да спиеме, ние треба да живееме со Господ Исус. Ова е начин на кој тој сака да ни каже дека што и да правиме во животот, ние сме повикани да му бидеме послушни на Господ Исус. Тој не сака да господари само над одредени сфери од нашите животи, а останатите да ги остави под наша власт. Не, Исус е или Господ над целиот наш живот, или воопшто не е наш Господ. Стих 11. Поради тоа утешувајте се меѓу себе и надградувајте се еден со друг, онака како што и правите. По втор пат во ова послание, апостолот Павле им дава на верниците одредени поуки и истите ги завршува со зборовите: утешувајте се. Идејата е дека доктрините на христијанската вера не се само суви информации со кои можеме да ја полниме нашата глава, туку жива вистина која може и треба да донесе утеха во срцето на верникот. Предходно, поуката се однесуваше на воскресението на мртвите и второто доаѓање на Господ Исус. А сега, поуката е поврзана само со доаѓањето на Господ Исус и како верниците треба да се однесуваат во светло на тој момент. Почнувајќи од овој стих, во следните неколку кои се последни од ова послание, апостолот Павле дава 22 заповеди кои се однесуваат на христијанското поведение. Кога ќе се спомне зборот заповеди во светло на Библијата, луѓето најчесто мислат на 10 Божји заповеди. Но, дали сте слушнале за 22 заповеди од Новиот Завет? Во следната епизода ќе размислуваме за нив и со тоа ќе завршиме со проучување на првото послание до црквата во Солун. До тогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.